Со добивањето верификација од Државната изборна комисија, кандидатските листи за градоначалник и членови на Советот на општина Кочани се официјализираат и влегуваат во предизборната трка. Од Општинската изборна комисија рекоа дека дури попладнетот добили известување оти за кандидатите чии имиња се најдоа како предлози, немало законски пречки да учествуваат на престојните локални избори, со што кандидатурите им се потврдени. Сепак, до затворањето на овие вести, се уште се чекаше верификацијата за само уште една листа за Општинскиот совет. Во текот на вчерашниот ден беа поднесени 3 листи за советници на општина Кочани и 3 листи кандидати за градоначалници на општина Кочани. Во текот на денешниот ден беа разгледани сите документи кои што беа примени вчера уредно до 12 часот. Верифицирани се сите 3 кандидати за градоначалници. На коалицијата предводена од ВМРО, кандидат е господинот Ратко Димитровски. На коалицијата предводена од СДСМ, официјален кандидат е господинот Николчо Илиев. И од политичката партија СДПМ предлог кандидат е Методи Јовановски. За листата на советници потврдена е листата на независна група на избирачи, носител Венко Крстевски, потврдена е листата на коалицијата предводена од СДСМ и се уште се чека верификација на листата која што е од коалицијата на ВМРО-ДПМН. Од Општинската изборна комисија рекоа дека очекуваат до крајот на законскиот рок, ноќеска до 24 часот, да пристигне известување од Државната изборна комисија за верификација и на преостанатата кандидатска листа за советници, што била поднесена од ВМРО-ДПМН. Што се однесува до соседните општини пак, од тамошните изборни комисии информираа дека состојбата е слична. Во Чешиново, Облешево се верифицирани кандидатурите на поднесените листи за градоначалник од СДСМ и од ВМРО-ДПМН, како и на советничката предлог листа од СДСМ, а се очекувала потврдата за листата на советници на ВМРО-ДПМН. Во Зрновци пак до 17 часот Општинската изборна комисија се уште немаше добиено ниту една потврда за верификација на доставените листи до нив. Како и во Кочани, и таму имало по 3 кандидатски листи за градоначалник и за членови на Советот на општината.